Добре дојдовте во уште една динамична епизода на Се за деца. Денес ќе зборуваме за теми кои секој родител ги поминува: вируси, настинки, спортски активности, креативност, предизвици во родителството и се разбира за моментот кога сите се собираме дома пред телевизорот со добар семеен филм. Пред нас е емисија исполнета со одговори, инспирација и прекрасни моменти од детскиот свет. Да започнеме. Периодите на вируси и настинки секогаш носат грижи и прашања. Денес со педијатар ќе разговараме за тоа кога најчесто се појавуваат, како да ги препознаеме симптомите, кои се советите за да го подобриме имунитетот и отпорноста на нив и што можеме да направиме дома, а кога е време да одиме на лекар. Корисни совети за сите родители кои сакаат да бидат подготвени. Децата генерално, кои ќе се родат, имаат имунитетот е у основа послов, така природно се раѓаат и тој зрее во првите 6 години од животот и некаде 6-та година доаѓа 45% од имунитетот на возрастните. Тоа е период кога се запознава имунолошкиот систем на детето со ние би рекли антигени, нели се она што е страно за него, разни вируси, бактерии, токсини и со кои фактички го развива имунолошкиот систем, тој специфичен имунитет, така наречен. Во моментов најзастапени се вирусот на инфлуенца и параинфлуенца, тоа се фактички грипот и корона повторно се појавува. Знаете, има повеќе типови на коронавируси, кои што може да бидат причинители на симптоми кои што се идентични како кај грипот. Најчесто да со како горно респираторни инфекции со кашлица, секреција од нос, покачена температура. Кај некои деца се манифестира и со промена на столица, но и една изразена малаксавост и слабост. Најранливи деца се деца сепак, деца кои што веќе имаат одредени аномалии, вродени аномалии, или некакви автоимуни болести или малигни, значи слично како и кај возрастните, они се најранливи секако. Но она што кога е најризичен грипот е у принцип секогаш ризичен. Вие ако ја видите светската статистика, повеќе луѓе умираат годишно од грипот отколку што умираа од короната кога беше големата епидемија. Тоа е вирус кој што напаѓа на сите органи и може да нападне меѓу другото покрај срце, евентуално кога да направи воспаление на срцето и мозокот во една форма на воспаление на мозок кој се вика енцефалит. Една работа која што кај нас многу влезена во навика е перманентно правење на крвни слики и брисеви. Значи крвна слика и брис значи ние стално тоа го кажуваме дека ние лекуваме пациенти, не резултати. Значи со добро земен податок за тоа како се развива инфекцијата, со добар преглед, дури тука може да се процени комплетно дали е детето под вирусна инфекција или под бактериска инфекција. При тоа лабораториите кои што се земаат не се само дополнение на евентуално деца кај кои што веќе има малце поизразени симптоми, да речеме повисока температура, поизразена кашлица и така натаму. Значи не е неопходно нон-стоп да се земаат лаборатории. Сега има нови техники, откако беше корона инфекцијата, така наречени PCR тестови кои што се прават за да се фатат и вируси, но тие се гледано експлоатацијски гледано поскапи отколку што се стандардните брисеви. Но има еден факт кој што е многу интересен: устната шуплина на детето и носот имаат повеќе микроорганизми отколку што има луѓе на планетава Земја во нормални околности. Во нарушени уште повеќе. Антибиотикот е лек кој што е измислен за лекување и делува само на бактерии. Инаку доаѓа од старогрчките зборови антибиос, против живот, нели? И антибиотиците се одлични лекови за лекување на бактериски инфекции. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека уопште не делуваат на вирусните инфекции, а 85% од сите инфекции што се јавуваат во тек на годината се вирусни. Тоа значи дека најголем број на деца и возрастни се разбира не би требало да примаат антибиотици. Реално не му чиниме добро на детето, али не е само детето, него не му чиниме добро и на целиот здравствен систем, затоа што со давање на антибиотици во такви ситуации ние продуцираме бактерии кои што се резистентни на антибиотици и кога утре ќе треба да се даде некој антибиотик за некоја бактериска инфекција, едноставно нема да може да делува. Тоа е нешто што
треба, мислам по мене, треба една голема кампања да се направи кај нас во државата, да непотребно не се користат антибиотици. Клучен елемент е здрава и квалитетна исхрана, односно внесување на разноразни нутрициенти, збориме тие микроелементи, микронутрициенти, што ги викаме витамини, минерали, олигоелементи, кои што треба да бидат од природно порекло. Значи, вие ќе видите, да речеме, сите наши и повторно студии и анализи покажуваат дека секој витамин внесен како природен витамин многу подобро се ресорбира отколку ако земете синтетички производен, нели? И тука има неколку парадокси. Например, кај нас ние сме држава во која што имаме изобилие на пиперки, а во пиперките има повеќе С витамин, особено од црвената пиперка, од портокалот и од лимунот. Меѓутоа не се користи и не се конзумира во толкава количина од страна на децата. Народни лекови имате многу, лекови, елементи во исхрана кои што може многу да помогнат. Тука ви се, да речеме, од она што го имате перманентно на пазар, тука ви се лукот и кромедот. Меѓутоа би сакал да ги споменам исто така и цитрусните овошја кои што ние правиме сок од нив, а во суштина пулпата која што се фрла е богата со, тоа е златото во тие овошја, каде што има огромна концентрација на биофлавоноиди кои што се природни антибиотици и антивирусни молекули кои што ги уништуваат повеќе од 800 патогени микроорганизми. Сакам да напоменам чисто дека еден од главните отрови во денешното време кои што го рушат имунолошкиот систем на децата се пестицидите, органофосфатите и хербициди. Тоа што се користи многу во земјоделието и ние денеска јадеме повеќе отрови отколку реално зеленчук или овошје, кои што се многу прскани, а они знаат, имаат особина да направат оштетување на многу суптилни делови на имунитетот и што е најстрашно, имаат период на латентност, што ќе рече вие му давате на вашето дете да јаде, например, некој од тие зеленчуци кои што мислиме дека се одлични, пример морков, да речеме, или јабука, тие се богати со пестициди, и од моментот на внесување и оштетување на имунолошкиот систем може да поминат 2-3 години, 4, уопште да нема никаква реакција и одеднашка со некаков тригер фактор, со некој момент во после 3-4 години и повеќе, да се развие одредена болест. Затоа, меѓу другото, затоа ние денеска гледаме толку дечиња кои што имаат и автоимуни болести, и малигни болести, и алергиски болести и така натаму. Прво да ги пуштат во градинка, слободно би ги советувал, затоа што градинката е место каде што децата добиваат одлична социјализација, комуникација со други деца и колку се помали при тргање во градинка, толку целиот процес на адаптација во градинка е многу полесен. Второ, во градинка можете да видите децата се изнесуваат надвор. Ние стално им велиме на родителите, изнесите ги, нека играат на песок, на земја, нека се испрљаат. Нека не бидат хиперчисти, затоа што хиперчистотата води до појава на алергиски болести. Они се запознаваат со антигени, значи со све она што е за нас страно, ама бидејќи се тие во мали количини, во бројки мали, значи не може да предизвикаат болест, а го ствараат имунолошкиот одговор. Единствен голем проблем се зонава ова што го велиме аерозагадување, оти сега вие кога го изнесете детето надвор под вакво аерозагадување, тоа не е добро. Во следните неколку минути ве носиме во сала преполна со енергија. На часот по карате ќе погледнеме како децата учат дисциплина, почит, фокус и контрола. Карате не е само спорт, тоа е школа за карактер, а камерата ќе долови многу интересни моменти. Со карате се занимавам веќе 55 години. Каратето прво беше љубов, страст и сега ми е навика на живот. Не само што сум тренер по карате, уште сум и такмичар на своји 70 години. Се например во Италија навадено европско првенство во категорија над 40 години ветерани го освои второто место. Значи карате се мислам, не знам сега. Зборам во моја времето пред 20-30 години беше спорт по масовност број 2 во Македонија.
Денес е малце помал бројот, ама па бројот на клубови е малце можда, не е ни поголем. Сега има околу 80 на клубови во Македонија, тоа време имаше 150-60, значи намалена бројката, ама од друг аспект е тоа, од аспект на се појавија други спортови како аикидо, џиу-џица, ММА, контакт спортови кои сепак ни земаат дел од децата и луѓето кои сакаат да вежбаат. Постои систем на надпревари во Република Македонија и карате како таков е спорт број 1 кој носи медали во Македонија. Нонстоп од сите меѓународни надпревари, дали од Балканско првенство, европско, светско, меѓународни турнири, секогаш учествуваме и носиме медали. Каратето е прекрасен спорт кој многу дава за секој што сака да го вежба и да го практикува. Као такво, значи, може да се почне да се вежба од најмала возраст. Све зависи од индивидуално од детето, дали е способно да ве прати, додека вие дали има концентрација, ви кажувате вежбите. И ако едноставно може да ве прати, има желбата да се гледа веднаш, може да си почне. И јас сум имал најмали деца од 4 годишна возраст што ме прателе, што вежбеле, а сум имал 10 годишни кои не можеле да ме пратат. Значи, чисто физички активности кои понатаму и ментално се развива човекот, развиваш дисциплина, самопоуздање, така да од многу аспекти е поволно и корисно за луѓето. Психички се развива, правилно се воспитува, ние ги воспитуваме во секој случај, нивното однесување и на улица, и во училиште, и во фамилија, сепак тоа влие многу, се развиваат правилно и физички, од нив израснуваат цврсти особи, јаки кои утре и во секојдневниот живот ќе бидат способни лесно да се снајдат со сите предизвици. Со само тоа што ќе учат, тие се чувствуваат посигурни во себе, иако од друга страна има и некои негативни ефекти, сакат почињат да покажуваат малце агресивност, нели, ама не, тоа е многу исклучително. Тоа е повеќе вите што сака да се надпреварат со своите врсници и мислам дека нема проблем за утре за било кој каратиста што е и оформен и почетник да се снајде, да се справи со било кој предвид, ако има нека опасност лично. Вие кој ќе донесете дете, кој ќе го оптеретиме ние тука, кој ќе потроши цела енергија, не може после, не може, тоа апсолутно него. Едноставно се испуцал, како да кажа, и он повеќе би требало да нема некакви агресивни намери да покаже. Иначе тоа е пак карактерот од децата. Ги има тие двојца близнаци, тоа е неверојатно. Неверојатно, мислам, они се и тука вежбат, и пливање, и трчаат, значи не може да имат превише енергија. Секој родител треба да го, не да го натера, едноставно да му посочи на детето што значи карате, како да го донесе, да се запозна, да гледа прво, да види, ако му се допадне, тоа детето може да се приклучи. Секој треба да проба, у принцип, по мене. Ако го бива, сепак за борец не е секој роден. Значи, треба у генот да си имаш нешто, да бидеш борец, утре да влезеш во ринг, сепак е тежок спорт и опасен. Сепак малку опасност си носи, иако се јаде ќотек некогаш. Иако има заштитна опрема, треба да внимаваш, треба да си стварно добар за да успееш и да стигнеш до врвот на карате. Од спорт преминуваме во свет на имагинација. Во школата за глума со Весна Петрушевска Бејби ќе видиме како децата учат да зборуваат поубаво, да се изразуваат похрабро, да се движат сценски и да си ја градат самодовербата преку игра. Секое дете што ќе зачекори таму носи своја мала приказна. Мора да има. Слушате? Мола? Го слушате? Кого? Саат. Кој саат? Слушайте.
Практикувам да давам шанса на сите деца и да дадам шанса едноставно да се пронајдат во групата во која моментално ги вклучуваме. Не мислам дека талентот е пресуден. Постојат талентирани деца кои ако не работат на талентот, ако не се вредни и не се трудат, талентот едноставно заспива и го губиме. Така да микс од работа, талент, посветеност и амбиција прави еден човек да биде успешен на било кое поле. Во актерството се бара колку да си физички посветен, толку и психички, една психофизичка активност, да речем. Релативно се работи за млади деца кои веројатно сами од себе не би знаеле како да го направат тој баланс и затоа сме ние тука како едукатори кои работиме со посебни методи, посебни техники за преку вежби, кои вежбите се креативни, се вежби низ игра, да успееме суптилно да ги научиме да го прават тој баланс. Пробите започнуваат со загревање, загреваме глас, загреваме говор, загреваме тело, го будиме телото, го активираме за да можеме да се вклучиме во проба и во зависност од тоа во кој дел од процесот сме, така и се одвива часот. Во моментов се уште сме во процес на учење на текстови, па така работиме вежби за децата полесно да го совладаат материјалот, а понатака ќе се прават нели етиди, од тие етиди ќе произлезат сцени, па потоа тие сцени ги спојуваме, добиваме една представа и потоа се работат прогони, односно целосната представа вртиме додека не ја научат органски, за да може да биде доволно добра да се прикаже пред публика. Правило е деца над 5 години имаат право да ги посетуваат часовите, тоа што ни е битно е да знаат да читаат, за да може часовите да се одвиваат регуларно. Јас лично имам работено со најмала група 4 годишни дечиња. Морам да признам дека е прилично тешко, така да најсоодветна возраст според мене 5-6 години па нагоре. Она што е присутно кај нив е тремата, но со вежби за учење текст, како што имаме вежби за будење на тело, вежби за говор, вежби за сценско движење, така има и вежби за учење на текст, со редовно повторување, дури и несвесно во еден момент телото ќе го прифати текстот органски и тие ќе го научат. Верувам дека на децата им е многу потешко од на професионалните актери, бидејќи нели сепак, но исто така учење текст и таа навика да го учат тој текст како да е нивен природен, има многу предности за нивниот психофизички развој. Предизвик е на дете што е одреден темперамент да му се даде да игра нешто спротивно, секако е тоа предизвик и за нас професионалните актери и зависи од детето. Кај некои деца може да има позитивен исход, кај некои дечиња процесот е побавен и можеби треба многу повнимателно да се пристапи, па да се почнува со нивни улоги што се поблиску до нив, па дури подоцна да се даде нешто спротивно. Пак ќе кажам, зависи од темпото на детето, од карактерот на детето, од тоа како се однесува, како се поставува, каков однос ќе развие со своите другарчиња на часовите, но затоа ние како едукатори сме тука да го препознаеме тоа и да развиеме различен однос и различна едукација за секој од нив. Во моментов подготвуваме представа Сараево. Се уште не знаеме точен датум кога би била премиерата. Тоа е во моментов што е актуелно за оваа актерска школа. Надвор од актерската школа работиме детски представи. Децата исто така многу често имаат можност да присуствуваат на кастинзи надвор од актерската школа, тоа значи дека им се дава шанса да присуствуваат и на други различни проекти, им се дава шанса да бидат дел од филмски снимања, што им дава нова можност, ново себе откритие. Така да тоа е различно, но во моментов она што ни е најактуелно е дека работиме на таа една голема представа. Ако така кажете, ќе може да се случи и кај нас. Ајде Срна! Тука лежа нешто знае сребрената душа на Сараево. Варварски да се пишува поезија по Сараево. Ме ќе исцелуваме, ќе покажеме пат, ќе ги почитуваме обичаите, ќе го браниме градот од лоши сили. Супер, играме најчесто игри, но некогаш сме многу сериозни и спремаме многу представи. До пред некој месец или до така нешто работевме Буре барот и сега работиме Сараево, нова представа. Доста многу, без Весна ни на мене ни никој немаше ништо да виде, дека Весна многу вложила и асистентите. И да, добро, многу.
Па, навистина мислам дека е потребна таа поддршка затоа што треба сите да работиме како еден тим и мислам дека ако немаме поддршка некако не дека нема да успееме, ама полесно е. Најважно е да се слуша, бидејќи Весна тие сцените што се пред мене им кажува критики и тоа мене ми помогна за да ја направам подобро мојата сцена. Дефинитивно многу полесно затоа што се олеснуваш и кога ќе излезеш најверојатно сите имаме обично трема затоа што обично јас ако немам трема не знам, мислам дека нешто не е во ред и дека Трема обично немам, мислам, некој нема трема ако баш го знае текстот и е сигурен во тоа што го прави. И значи, ако си сигурен, немаш трема. тогаш најчесто импровизираме и пробуваме публиката да не открие дека тоа е некаква грешка, дека сепак публиката не знае како треба да ја представата. Па одиме 3 пати неделно, а еден час од нив се сценски движења и не е исто стувачки, мислам, смешно е и многу е забавно. Школата е отворена за упис на нови членови до одреден период од процесот, или бидејќи веќе на крај дури да се вклучат нови деца би било повеќе проблем, но секако сме отворени за примање на нови членови. Децата кои се дел од оваа актерска школа се сите премногу воспитани, многу се мили, многу се добри и јас гарантирам дека уште во старт ниедно дете не би имало проблем со вклопување. Затоа што настрана од актерската техника, она што исто така го практикуваме е да учиме да другаруваме, да бидеме другари пред се, па потоа да стануваме звезди и глумци. И актерството е една од според мене најубавите професии затоа што им дава цел еден свет каде што не може да се пронајдат и можеби преку истата професија да сватат дека можеби се за нешто друго, што исто така во ред е супер. Јас имам едно мото, дека не можеш да бидеш добар глумец ако си лош човек. Раперот и музичар Таско денес ќе ни сподели еден искрен разговор за родителството. За моментите кога мислиме дека не успеваме, за оние кога најмногу се смееме и за најголемите лекции кои ги учиме благодарение на нашите деца. Топлина, реалност и многу искреност во само еден разговор. Кристијан Тасковски Таско отворено знае да каже дека станал подобра верзија од себе со бидувањето татко на Луќан и Киријана. На многу подобро ми го промени животот, првично ради тоа што некои работи кои што сум ги правил прекинав да ги правам само ради тоа што ми одзима многу време, енергија, а не сакам да го губам времето и енергијата на други работи, технички да имам поише време за своите деца. Така да првично тоа, второ ангажманот со време и оние работи кои што ги правев. Што е се, чекай, да, Киријана сака да каже нешто. Што сака да кажеш? Ангажманот со време и сите ангажмани оние веќе се ориентирани според нивното време што викам јас, за да можам да избалансирам помеѓу све, меѓутоа мислам дека добро се снаоѓам се. Благодарение на жена ми може да кажам дека може да го избалансирам тоа, функционираме многу добро на тоа поле. Дури чекај, ќе кажеш и ти, сега ќе ти даеме да кажеш. Дури во одредени моменти знаеме да искомпензираме, например кога она има доста работа, јас да ги чувам децата, кога јас имам работа, она седи дома и ги чува. Значи знаеме да искомпензираме. На почетокот прво време кога почнав да останувам сам со нив ме фаќаше, меѓутоа сега не, веќе се навикнав, ептен се двајцата срцки. Кај Луќан сепак е застапена братската љубов пред љубомората. Луќан е многу, како да кажам, посмирен е, некако пољубовно дете, повеќе сака да се гушка, да се мази, иако е доста хиперактивен, прав муавет и активен сам по себе, трча и се останато, не е лош, сакам да кажам, не е како нема лоша жичка во него. Додека она е многу темпераментна. Значи, карактерот е бомба, што викам јас, ако не и дадеш нешто, одма се љути, вика, значи тоа се приметува уште од дете, не е дека, не знам,
ние сме ги научиле така, туку што од мало се приметува дека е таков. Имам клипови кога да ги донесов од болница, прва работа што направи и се чудеше, вака утре дента веќе, утре дента веќе се качи у кревет и ја гушкаше. Децата се пред се, а дефинитивно и пред пороците. Родителството дава смисла и на најтешките борби. Престанав да излегувам и да, како ти го објаснам, не е безделничење, ама на некој начин прекинав да го губам времето во работи кои што не се посветени на нив или на мојата кариера на некој начин. Едноставно, тоа идење во кафана, кога ќе отидеш да седнеш или кога ќе искочиш со другарите, веќе не го правам, мислам го правам, ама во складно време, не го правам за да останам да заглавам и слично, ама да, алкохолот прекинав да пијам алкохол само рениш. Затоа што баш приметив пред некое време ми се случи во кола, сега ќе ти кажам конкретна ситуација, во сообраќај, добро, сега ќе завршиме. Во сообраќај, нели, се дешава сообраќај, опцув, Луќан одма го фати тоа. И почна да кажува као да, го регистрира и го впи онма и после тоа малце припазував како правам, како кажувам, го забори. Среќа, ама ако не го научам, ја ќе го научи друг. Има моменти каде што може да се гледа по некој филм или ја да поиграм малце со ние, ама тоа е 10% дено, 90% да, иначе да цртани. И гледаме цртани сега последен период, пошто Луќан многу сака да гледа цртани, пуштаме цел цртан, го гледаме заедно, не знам сега последно гледавме Турбо со Положавот, многу му беше интересен тој цртан, си гледаме заедно Спајдермен, во тие филмови сме сега, ама тоа ни е како некој ритуал сега пред спиење, да речеме, ќе седнеме, ќе пуштиме некој цртан, ќе гледаме сите заедно и после тоа си легнуваме да спиеме. Иднината е неизвестна, но Таско за своите деца го посакува истото што и секој родител. Прво и основно да веруваат во себе, да не се откажуваат од ништо, да имаат голема љубов према сите, затоа што колку ќе дадат, толку ќе им се врати и што ќе дадат, тоа ќе им се врати низ животот. И едноставно да мислат дека нема граници во тоа што сакаат да го постигнат, поради тоа што единствената кочница која што ние како родители може да им ја направиме е да им знаеш да им го внесеш тој момент на немој ова да го правиш, немој она да го правиш. Нека тераат, нека прават како знаат, јас сум им тука за нивна поддршка и цел живот ќе бидам и да ги убедувам во тоа дека може да успеат во што и да сакаат. И како што е традиција во нашата емисија, на крај ви предлагаме анимиран филм кој ќе може да ви стане умилена семејна традиција. Зоотропола. Се сеќавате ли на оригиналната Зоотропола, град каде што секој може да биде што сака, каде што се рушат предрасуди и се градат пријателства меѓу најнеочекувани видови животни. Сега, 8 години подоцна, повторно се враќаме таму каде што започна приказната на Јуди Хопс и Ник Вајлд, но овој пат со нови предизвици, нови ликови и уште поголеми мистерии. Јуди Хопс и Ник Вајлд се повторно во центарот на вниманието. Храбрата зајачица полицајка и шармантниот лисец сега се официјални партнери во службата и во животот. Но нивното партнерство ќе биде ставено на голем тест кога нова опасност ќе го разниша целиот град. Во Зоотропола 2, Јуди и Ник ќе се соочат со нова мистерија кога во градот пристигнува опасниот Гери the Snake. За да решат загадката, тие ќе мора да одат под прикритие во нови делови од градот, квартови и предели што досега никој не ги видел. Но вистинскиот предизвик не е само надворешната закана, туку и внатрешната борба, довербата, лојалноста и прашањето што значи на вистина да бидеш партнер. Зошто да го гледате? Приказната е подлабока, зрела и со силна порака за соработка, прифаќање и одговорност. Градот е поголем и повесел од кога било досега, со нови зони, нови видови животни и визуелни спектакли. Музиката е повторно во раците на Шакира, која за филмот подготви нов хит во дует со Ед Ширан. И секако, филмот го режираат Джеред Буш и Байрон Хауард, креаторите на првиот дел и на Енканто. Ова е приказна за храброст, пријателство и доверба што ќе биде ставена на испит. Кога мистериозната змија ќе го загрози мирот во Зоотропола, само двајца партнери може да ја решат загадката.
Јуди Хопс и Ник Вајлд се враќаат посилни, похрабри и подготвени за својата најголема авантура досега. Ќе успеат ли да ја спасат Зоотропола и сопственото пријателство? Сето тоа дознајте го во Зоотропола 2, во киносалите од 26 ноември 2025 година. Не ја пропуштите оваа неверојатна приказна од Дизни, таму каде што секој може да биде што било. Ви благодариме што и денес бевте дел од Се за деца. Се надеваме дека научивте нешто ново, се насмејавте, се пронајдовте во некоја приказна и си понесовте нешто корисно со себе. Продолжуваме и следната недела со нови теми и нови авантури од детскиот свет. До тогаш, уживајте во секој момент со вашите најмили.